COVID-19 денес. САД предупредуваат на можни 100.000 смртни случаи. Шпанија со над 100.000 заразени, Германија на пат да ја надмине Кина. Последиците се огромни и на економски план. Кои се сценаријата за можни ефекти во Северна Македонија? 1/5 од популацијата во светот заврши во изолација по рестрикциите на Индија. Повеќе во продолжение, останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. 65 годишна пациентка од Скопје почина утро во најинфективна клиника. Изминатово денонокие се регистрирани уште 25 нови случаи на коронавирус во државата. Најголем број заразени има во Скопје. А еве каква е ситуацијата во САД и во светот. Официјалните лица на САД предупредија дека американците треба да бидат подготвени и за можни 100.000 до 240.000 смртни случаи и потенцираа дека треба да се почитуваат мерките за социјално дистанцирање за да се спречи ширењето на вирусот. Директорот на Институтот за алергија и заразни болести на САД Ентони Фаучи вели дека се надева оти бројот на смртни случаи нема да биде толку висок, но дека реално американците треба да се подготват за тоа. Цели држави, градови и региони низ светот сега се изолирани за да се спречи ширењето на вирусот. Шпанија денес објави дека го надминала бројот на 100.000 случаи на коронавирус, веднаш за САД и Италија според бројот на заразени. Саудиска Арабија забрани патување во Мека и Медина, велејќи дека граѓаните треба да чекаат да се расчисти ситуацијата. Јужна Кореја пак денес регистрираше 101 нов случај, воведувајќи 14-дневен карантин за секој што влегува во државата. Здравствените лица во Германија соопштија дека има околу 5500 нови случаи. А од другите вести, американските федерални агенти запленија голема количина наркотични дроги во тунел што го користат шверцерите за нелегално поминување на границата меѓу САД и Мексико. А додека професионалните спортски лиги низ целиот свет ги откажаа нивните активности поради пандемијата на коронавирусот, NBA одлучи да организира турнири преку видеоигри. Игрите ќе бидат прикажувани на спортската телевизиска мрежа ESPN, а победникот ќе добие можност да избере добротворна организација, која ќе добие донација од 100.000 американски долари. Министерката за финансии Нина Ангеловска најави дека се очекува најголем економски удар досега. Владимир Мирчевски за можните последици од COVID-19 врз економијата. Поволно, неповолно и најнеповолно. Тоа се сценаријата на Министерството за финансии за економските ефекти од коронавирусот. Првата опција би значила пад на приходите од 20%, во втората варијанта намалувањето би било 30%, додека најлошото трето сценарио значи пад на приходите од 40%. Или преточено во бројки, првата значи 700 милиони евра помалку во буџетот, втората 1 милијарда, а третата дури 1,3 милијарди евра. Првиот човек во финансии денеска предупреди кога се очекува најголемиот економски удар. Кај сите сценарија, најголемиот пад на даноците се очекува во вториот квартал и тоа зависно секој вид на данок од 40 до околу 65% предвиден. За третиот и четвртиот квартал ги прават различни сценаријата зависно од тоа кога би започнал периодот на економско обновување и стабилизација, односно дали истиот би започнал во третиот квартал или истиот би започнал во четвртиот квартал. 20 март е денот од кога е забележан огромен пад на даночните на целиот месец, кој има 11% помала наплата отколку во истиот период минатата година. Сепак министерката уверува дека државата има планови за кое било од трите можни сценарија, нешто во што опозицијата не верува. Овој сет мерки треба да се преиспита со цел да се намали ударот врз граѓаните и стопанството, како и да се зголеми нивото на сериозноста во пристапот со справување со кризата. Јасно е веќе на сите дека мерките доцнат, стопанството и граѓаните непотребно се изложени на непредвидливост. Државата е во постапка на обезбедување средства од Меѓународниот монетарен фонд, Светска банка и инструментот премостување до обврзница. Се очекува до мај да стигнат тие средства во висина од 600 милиони евра. Нареден чекор е издавање еврообврзница, која според Ангеловска може да биде поголема и од половина милијарда евра, во зависност од тоа кој од трите можни економски сценарија ќе се реализира. За гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.
А откако Индија воведе забрана луѓето да не излегуваат од дома, речиси 1/5 од популацијата во светот заврши во изолација. Маријама Диало за ова. Улиците низ Индија се празни откако државата им нареди на 1,3 милиарди луѓе да седат дома. Индискиот премиер Нарендра Моди вели дека изолацијата, која треба да трае 3 недели, е неопходна за да се стави под контрола епидемијата на коронавирус. Да се заштити Индија, секој граѓанин и секое семејство, потребна е целосна забрана за излегување од дома. Епидемиологот Дженифер Нузо вели дека како што е потребно социјално дистанцирање, важно е да има изголемено тестирање и следење на контактите на заразеното лице. Светската здравствена организација рече дека не се единствената стратегија за справување со пандемијата. На улиците во Индија не се сите несрекни поради оваа одлука. Ова време е важно луѓето да сватат дека во животот може да се случат непредвидливи работи. Можеби нешто добро ќе излезе од сето ова. Но некои, особено сиромашните, сваќаат со какви последици ќе се соочат. जरूरी बहुत है। Ова ситуација, но тешко за сиромашните кои зависат од дневница за да купат леп. За спроведување на изолацијата активирана и полицијата. За оние што нема да ги почитуваат наредбите, предвидени се и затворски казни. И покрај забраните за излегување од дома, новинарите се меѓу ретките кои тоа може да го прават. Еве како го опишува Рим деновиве колешката Сабина Кастелфранко. Успеав да дојдам дома во Италија по долг ден на патување со моите двајца синови, 18 годишни близнаци кои студираат во Англија. Европската унија најави дека нема да биде дозволено патување внатре во Шенген зоната и тоа ме загрижи. Училиштата се уште не беа затворени во Англија. Стравував дека нема да можеме да се вратиме дома. Но за среќа, долгогодишните жители на Европската унија беа изземени од мерката. Имав купено авионски билети, но тоа не беше директен лет од Лондон до Рим, зашто беше невозможно да се најдат. Летавме до Дизелдорф, па оттаму до Рим. Јас заминав од Италија пред 3 недели, кога само 11 градови во северниот дел беа затворени и ставени во карантин. Не можев да замислам дека така ќе биде во целата држава. На 20 март се упативме кон аеродромот Хитроу, со надеж дека се враќаме дома, иако стравував од откажување на летовите. Кога слетавме во Дизелдорф, наидовме на напуштен аеродром, но летот за Рим не беше откажан. Други немаа среќа како нас. Кога пристигнавме во Рим, не бевме подготвени за тоа што не чекаше. Полицијата ни нареди да бидеме оддалечени по половина метар еден од друг. Ни проверија телесна температура, еден по еден, и подпишавме документ дека заминуваме во 14-дневен карантин во нашите домови. Бевме уморни, но следното утро не дочека нов шок. Нема луѓе кои се шетаат, нема автомобили. Сите се во карантин, дома. Тоа е новата реалност за нас. Никој не знае колку долго ќе трае ова. Благодарам на вниманието. Се гледаме утре повторно. Пријатно.